Постоењето амбиција и желба за остварување кариера во дипломатијата не е спорно, но потребно е да биде задржано барем елементарно ниво за нивно задоволување, особено кога избраниците треба да бидат лицето на државата пред светот. Во ситуација кога таква формалност фактички била изведена, па појавната реакција и декласификација повлечена, изгледа прилично недугаво вината да се бара во доушникот, а не во потекнувачот. Овие шпекулации и нецелосни информации излегуваат од затворена седница на влада и не сум во состојба да ги образложам, за жал, бидејќи пренесување на информација од затворена седница на влада е казниво според законот. Фалбите не се казниви, туку се добре дојдени ако со нив се цели кон доминација во законодавниот дом. Но сепак, пред да се одобри таков пристап, неопходно е да се направи точна апроксимација на резултатот. Односно, да се исцрта границата, која сепак не сме да се поминува. Математички прецени, кои изминатите 100 дена, започнавте повеќе од 1000 проекти, или точната бројка е 1090 проекти за 100 дена. Еден рекламен плакат може лесно да го обремени и директното конфронтирање и наместо екзактност нуди паушалност, која се користи како орудие со кое фронтално се настапува во политичката битка. Пресилно употребениот збор доведува до едноставно разоткривање на манипулацијата. Например, објаснете ми кои 33 градинки ги направивте вие во државата за само 100 дена. Никаде јас не чув дека е кажано дека ВМРО ДПМН за 100 дена изградило 33 градинки. Интересно е дека сепак еден од успесите не е запишан, ама е видлив. Дистанцирањето од каменот во круната на локалните избори е се позабележливо, а незиното отсуство не само од пропагандниот материјал, туку и од отчетната манифестација е дефинитивно потврда на тезата. Градоначалничката не само што остана непофалена, туку и јавно почна да се жали дека некој намерно ја попречува да се докаже. И гледам секој ден саботажи. Дури има и граѓани кои што гледам се организираат, па зимаат, фрлаат ѓубрења по општините за да презентираат поинаква состојба. Ниту втората капитална инвестиција не остана покуса откако ја операционализира коалицијата. Сега се добива впечаток дека ја минираот и на никаков друг начин. Не може да се протолкува ставот за тоа кога и зошто е направена постапка со која се влијаело врз историјата. И најголемата грешка во државата е направена 90-тите години во времето на покојниот Глигоров, кој што многу го почитувам, Клјусеви и останатите политички авторитети, кога е дозволено да се формира политичка партија со предзнак ВМРО. И на крајот. Ова е само почеток. Доброто допрва доаѓа. Длабоко од душата и срцето верувам дека нашиот председател на најголемата и најсветла партија ВМРО ДПМН, господинот Мицковски, се она што го дадовме, верувам дека ќе го вратиме назад. Верноста на црквата се докажува кон Бога, а не кон некоја партија. Владиците може да се занимаваат со политика, но само ако го слечат расето. Се друго е злоупотреба на службената должност, сторена со повреда на член 2 од Декалогот.